Да се избориме да кажеме дека таа предасуда не е во ред и дека на некој може да му смета и лично да го навреди и повреди. Треба малку поише љубов во светот. Внимание, зборуваат граѓаните. Кој треба да превземе одговорност кога преку социјалните медиуми се шири говор на омраза? Сите се одговорни кои ги користат социјалните медиуми, бидејќи сите ние сме на некој начин дел од тие предрасуди, доколку ги гледаме, ги не реагираме. Ние самите треба да го поттикнеме сето тоа преку маркетинг кампањи така натаму, да ги поттикнеме оние кои што биле жртви на тие насилства, би ги нарекла, на социјалните медиуми. Најпрво треба преземат одговорност социјалните медиуми што воопшто се дозволува да се користат еве на пример зборови од тој тип. Па, не знам, наверојатно тој што го шири. А кој треба да превземе одговорност? Некој што е во тие социјални мрежи одговорен. Мислам дека треба владата да преземе. Предпоставувам дека би требало да биде МВР. Можеме ли интернетот да го искористиме како платформа против предрасудите? Што мислиш? Секако, да. Да, на кој начин? Ширење на некои подобри работи, на ширење на некои убави нешта, освен омраза и расизам и такви некои работи. Може да се покрене некоја иницијатива, Добра. да се собере некоја група на луѓе што се заинтересирани да го раздвижат како движење. Тоа што го представуваме во живот и тоа што го представуваме на интернет не е истото. Ги надминува оние граници на која вера припаѓа и имаш послободно изразување. Да си има казна. Ти колку би стел казна за говор на омраза на интернет? Или преку парична казна, или преку затворска казна, зависи на кој степен на предрасуда. На секој негативен коментар по 5-6 позитивни. Па може така, некој би се застрамил така, кој ќе пишува. Кога би биле сите така одговорни на негативното да одговориме, може би ќе се променат луѓево. Научници, професори, тие со нивни апели, со нивни статуси да го пропагираат ова. Како што препознаваме предрасуда, да одиме против неа, да се избориме да кажеме дека таа предрасуда не е во ред и дека на некој може да му смета и лично да го навреди и повреди. Дали ти лично си инициирала или си поддржала некоја иницијатива против предрасудите? Искрено не. Од чија одбрана би застанала и на кој начин? Тоа што ќе ги поддржам, еве гласно колку што можам, би потпишала некоја петиција доколку треба. Треба малку поише љубов во светот. Да, апсолутно. Маргинализирани групи. Маргинализирани групи, особено за женско насилство, детско насилство, луѓе со предизвици. Невладините организации пред се, медиумите, треба да не описменат во тој дел. По некој вид на петиции да се створат, некое движење да се створи, да се знае зашо се воде. Па некојаш давам некој коментар. Добре. Не сум покренал, но сум поддржал. Ришер или учествување на разговори на платформи. Сум објавил на стори, на Инстаграм, на Твитер. Дали некојаш сте биле негативно погодени од некој негативен коментар на социјалните медиуми? Да, ми се случило и сум имала. Како реагиравте? Како се реагира во таква ситуација? Никако, апсолутно никако, затоа што најчесто коментарите омразени би ги нарекла. Доаѓаат од луѓе што не те познаваат. Да не речам да не го прецепираат тоа се луѓе кои се кријат по зета статура и тоа е тоа. И да пробаш на некој начин да го исклучиш тоа, колку и да звучи тоа тешко. Наједноставно ми да ги игнорирам, пошто реално резултатот е секогаш потежок доколку немаш поддршка. Дефинитивно да. Да, и како реагираш во такви ситуации? Првен си тажен, најнормално, те фаќа нервоза, али после некој период едноставно не ти е гајле. А не знам дали вреди за некој негативец да го воспитуваш со една реченица. Најчесто ме засегаат коментари што критикуваат, како на пример во случајот со Флочани, зашто родителите ги пуштиле децата да излегуваат. Тоа е нешто надвор од границите и не треба да се разговараат такви случаи. Како треба да се реагира, сепак треба да има некоја институција што би била надлежна за тоа и да реагира на тие коментари за тоа што не се на место. Внимание, зборуваат граѓаните.